Велат наноматеријалите се материјали на еднината, но што всушност представуваат тие и зошто се материјали на еднината, разговараме со средношколците Јупчо Јованов и Катерина Темелкова, ученици од 4-та година во гимназијата Кочо Рацин, секако и со нивниот професор по физика Надица Теова. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро. Како се чувствувате? Супер. Задоволни сме што не поканивте на оваа ваша утринска програма. Се надевам дека ќе ни биде од корист нашето дружење. Да, денеска ќе разговараме на доста интересна тема, значи ќе разговараме за физиката, за наноматеријалите и за сите оние успеси што учениците ги постигнаа. Првен ќе ве прашам вас, професорке, како долгогодишен работник во областа на просветата и образованието, кој е вашиот впечаток? Дали младите денеска се заинтересирани за физиката и воопшто за природните науки? Па веќе долги години работам во образование. Имав годинава прилика да работам и со најмалите, и со највозрасните, веќе што ќе одат на факултет. Успеав да дојдам до заклучок дека природните науки, оние што сега се внесуваат во основно оделение, се доста корисни. Самите ученици сакаат да истражуваат, сакаат нешто ново, сакаат да видат некои нови работи на интернет, сакаат да слушнат од самиот наставник што се ги очекува понатаму кога би дошло 8 и 9 оделение и она што ги очекува во средно. Сепак сакаат да истражуваат таа област природни науки, а веќе се надоградуваат во физиката, каде што се учи во погорните оделенија и во погорните класи. Сепак сум задоволна од она што го изучуваме и од она што самите ученици како интерес свој го покажуваат, за да можеме да одиме напред. Сепак еве како моите сегашни ученици што сакаат чекор напред на факултет да студираат дел од таа област. Така. Катерина, што беше она што тебе те привлече кон физиката и кон природните науки? Па сметам дека ако се сака се може и мислам дека секој доколку малку се заинтересира би можел да ги изучува физиката. За мене лично физиката ми е доста интересна наука и доста се интересирам за неа. Истото прашање и за Јупче, што беше она што те привлече кон физиката? Најмногу ме привлече експерименталниот дел од науката, каде што се изведуваат мерења, разни прибирања на податоци и така натаму. Најмногу тој дел беше клучниот дел кој што ме привлече најмногу да ја изучувам физиката покрај другите природни науки. Не дека останалите природни науки не ме привлекуваат, но физиката е онаа која што ги соединува моите знаења од математика и експерименталниот дел кој што ме привлекува. Во последниве години неколку повеќе има интереси кон наноматеријалите. Од каде произлезе интересот да се насочите вие и секако учениците токму кон овој нов неистражен дел од физиката? Наноматеријалите за прв пат во нашето училиште, во гимназијата Кочо Рацин, од каде што и доаѓаме, мислам дека 2012 беше, за прв пат предводена од Технолошко-металуршки факултет, беше како идеја да се изготви тема од страна на учениците, проект, каде што учениците би истражувале за наноматеријали. Нас тогаш се уште ништо не ни беше познато. Единствено нешто што ни беше познато е тоа што ние знаеме што е нано, тоа е многу мала честичка, 10 на минус 9 димензии, тоа е значи 0,9 нули па единица би доставиле на крај. Значи честичка со многу мали димензии, кои што честички би нас ни би користеле да можеме да самата технологија, дали во медицината, дали како композитни материјали во авиоиндустријата, значи сегдека би ни помогнала чекор напред да достигнеме многу полесни материјали, многу подобри материјали, највеќе пак во медицината е најистражена нанотехнологијата. Тоа ни беше пред се предуслов за да можеме да ги истражиме наноматеријалите, но сепак тука малце реални да бидеме дека ни беше интересно тоа што ни понудија и финансиски средства за секоја освоена награда. Првата година кога дојде во нашата школа Технолошко-металуршки факултет, тоа беше првата 2012 година. Немавме регионален надпревар, туку имавме училишен надпревар, каде што нашите ученици земаа учество и првите 3 групи, прва, втора и трета награда одеа на државен надпревар кој што се организираше во Охрид, во Струга, во хотел Дрим. Сепак за крајниот финишен дел учениците добија парична награда, но дел и од учениците добија стипендија за на Технолошко-металуршки факултет. Тоа е многу голема предност и голем напредок за нашите ученици за своите интереси да ги прошират за на техничките насоки, за на техничките факултети.
тоа нас не примами, па затоа наредната година успеавме многу повеќе да ги истражиме и да добиеме пак и многу поголеми резултати, што нашите ученици покасно ќе ги објаснат кои се нивните. Да, ќе разговараме нешто покасно и за нивните успеси и резултати кои што тие ги постигна. Катерина, како средношколци на кои што им поминува се низ глава, од каде го пронедовте интересот кон нанотехнологијата? Дали претходно имавте некои познавања или пак токму надпреварите беа предизвика за да почнете со истражување? Како што веќе кажа професорката, најпрвен одевме по надпревари, најчесто одевме на нанотехнологија и тоа ни беше нашето прво истражување. Веќе бевме на него 4 години, истражувавме во таа област 4 години, веќе бевме искусни и немавме многу трема кога станува збор за тоа. Знаевме како одат принципите, што бараат професорите и со тоа постигнавме определени резултати. Кога сме веќе кај надпреварите, 4 години поред земате учество на надпреварот наноматеријали, материјали на иднината, кој е организатор на истиот и која е целта на целото действување? Веќе претходно спомнав, организатор е Технолошко-металуршкиот факултет, под покровителство на деканот на факултетот, но најголема поддршка факултетот има од Министерството за образование и наука. Овој надпревар е финансиран и од Министерството за образование и наука, каде што добиваме сертификати, дипломи, каде што моите ученици ја добија дипломата претходната година, дипломи кои што се исто така заверени од Министерот за образование. Тоа што нас многу би ни значило за тие дипломи ќе сигурно, значи, нив ќе им представуваат од помош и понатаму, нели, кога ќе се занимаваат, ако се занимаваат во иднина. Да, многу голема помош пред се, доколку би сакале да добијат стипендија на факултет, да добијат стипендија во средно училиште, значи многу голема поддршка, бидејќи сето тоа е финансирано и е чекор напред исто и за нас професорите, што ме под покровителство на Министерството за образование. Јупче, на минатогодишниот надпревар наноматеријали, материјали на иднината, како тим освоивте прво место на регионалниот и трето место на државниот надпревар. Дали може да ни објасниш која беше темата која ја истражувавте, што се осознавте и кои се вашите впечатоци и искуства кои ги стекнавте со учеството на надпреварот? Минатата година ја одбравме темата нанокомпозитни материјали. Материјали кои што се составени од најмалку 2 дела. Значи ги изучуваме тие во 4-та година во изборниот предмет физика како композитни материјали, па тоа ни беше поттек бидејќи ние сме на природно-математичко подречје и изборен предмет во 4-та година ни е физиката. И токму тоа ни беше еден од првичните впечатоци зошто да ги земеме нанокомпозитите како тема. Навистина интересна тема, доста има за истражување бидејќи се применуваат насекаде околу нас. Можеме да кажеме дека веќе има производи кои што ги користиме, а користат нанокомпозити, но и во наредните години претпоставуваме дека се околу нас би користеле наночестички, би ги сретнувале секојдневно. Ги осознавме нивните својства, нивната градба, нивната структура, физички, хемиски свойства, буквално се што ни интересираше се дознавме. Од примената не можевме се да истражиме бидејќи навистина имаше премногу каде се употребуваат. Најмногу се задржавме на медицината бидејќи така некако најмногу не привлече тој дел од примената, но ги има на пример и во автомобилската индустрија за да се намали загаденоста на воздухот, за да се намали потрошувачката на гориво, се користат во авиоиндустријата за да авионите бидат поотпорни на корозија, да бидат полесни од полесни материјали изградени и така натаму. Впечатоците и искуствата кои што ги стекнавме од надпреварот се огромни, неописливи. Значи, такво нешто не може да се стекне доколку не се учествува на еден ваков надпревар, каде што и професори од факултет се близу до тебе и може да ти објаснат каде грешиш и може да те насочат каде нели треба повеќе да се задржиш, а каде не треба. Искуството е навистина големо бидејќи запознавме и нови средношколци, нови другари, нови пријатели од целата држава, од цела Македонија. На регионалниот надпревар освоивме прво место. Да, професорите кои што беа во комисијата беа презадоволни од презентацијата која што ја имавме. На државниот надпревар не очекувавме најискрено да бидеме помеѓу првите 3 кои што ќе освојат место и кои што ќе добијат стипендија за да студираат на Технолошко-металуршкиот факултет, бидејќи
тоа беше минатата година од прво до 8 место добија стипендии за студирање на технолошко-металуршкиот факултет, а додека првите 3 нели има и парична награда, плюс што беше плюс стимул нели за повторно да се поттик за да се пријавиме повторно и оваа година. И оваа година ги истражувавме нанокомпозитите, но малце од поинаков аспект, од поинаква сфера. Дали може накратко на гледачите кои не се сретнале со поимот наноматеријали да им објасниме што всушност представуваат тие? Наноматеријалите, веќе кажа професорката, се материјали кои што имаат многу мала димензија, доколку ние веќе не можеме да ги гледаме нели ни атомите, ни молекулите кои што и денес ги користиме во овие материјали. Но наноматеријалите се нешто уште помало кои што имаат големина 10 на минус 9 метри. Како такви, во последниве десетина години се во екот на индустријата и можеме да кажеме дека тие се поттикот на третата научна револуција која што ја живееме и денес. Се истражуваат секоја година и средствата за истражување кои што се вложуваат во нанотехнологијата секоја година се зголемуваат се повеќе и повеќе. Како такви наноматеријалите во денес се користат, но не и толку многу, бидејќи се сепак скапи за производство и за широка примена, но се стремиме кон тоа да добиеме нели методи на добивање на наноматеријалите со помала потрошувачка и помал временски период да биде потребен за истото. Како такви имаат супериорни својства кои што се разликуваат од овие материјали кои што ги имаме денес, се многу подобри, се пофункционални, поефикасни во секој гледано од секој аспект, од физички, од хемиски аспект. Хемиски се многу пореактивни, можеме да добиеме многу подобри својства на материјалите. Од физички аспект ги подобруваат својствата, физичките својства првенствено на сите материјали и што е најважно имаат многу широк спектар на употреба. Ако денес се употребуваат речиси во секој дел од индустријата, но многу малце за некои си 10 на 15 на години, тоа би требало да биде нели бум кој што ќе излезе и се би требало да функционира со овие наночестички, наноматеријали кои што ги имаме, ги проучуваме сега во овие години. Соипче може да се каже дека зборува како вистински физичар, бидејќи е полн со толку многу информации од оваа област. Па во текот на неговото истражување он се сретна овие 4 години и Катерина и Јупче, се сретнаа со толку големи новости. Значи првата година тие новости беа многу малце, втората година веќе се зголемија, а веќе третата и четвртата се стварно многу големи новостите и идеите до кои што дојдоа они сами под мој надзор сепак. Презадоволна сум и верувам дека и моите идни ученици би сакала да ги стимулирам за да можеме да ги проучиме тие наноматеријали. Пред се највеќе би требале на медицината, каде што би можеле да се они самите се сретна со тоа да со помош на наноматеријалите може да се излечи ракот, може да се излечат многу болести што до сега самата медицина, самата фармакологија нема дојдено до некои одговори за тие прашања. Нанотехнологијата, наночестиците би дошле до одговори и би ни биле од голема корист. Исто, би добиле многу материјали кои што нас би ни биле користни во секојдневието, да имаме помала потрошувачка, да бидат многу полесни и нешто што би го користели и ние сите секојдневно. Веруваме дека оваа наука за понаредни 10 години дека многу побрзо темпо би добила на свој развој. Ние самите во текот на истражувањето го увидовме сето тоа во овие 4 години. Дека секоја година има многу плюс новости кои што за нас беа стварно интересни да ги истражуваме. И предизвик, за да можеме да одиме чекор напред. А јас како нивни ментор, верувам дека ментори на други средношколци, сакам да ги носам по овие патеки, да се движат по овие патеки, да истражуваат, да доаѓаат до нови искуства и до нови работи, за да можат они сами да знаат дека иднината е богата со многу работи, кои што сами треба да ги истражат. Така. Катерина, во месец февруари, под менторство секако на професорката, учествувавте на 4-та меѓународна научна конференција во Алексинат, Србија. Во што се состоеше вашето учество и кои се придобивките кои што ги постигнавте на тоа учество? На 4-та меѓународна конференција која што се одржа во Алексинат во Србија, земав учество, сепак беше од меѓународен карактер, значи имаше надпреварувачи од Србија, од Хрватска, Бугарија, Словенија, од Македонија и на тој надпревар имаше
експериментален дел и исто така имаше предавања кои што се држаа од страна на професорите. Јас земав учество со експеримент така наречен Рубенсова цевка. Тоа е цевка долга, околу 120 см, долж перфорирана, од едната страна затворена со дрвена затка, од другата страна со балон кој што служи како мембрана. Исто така, цевката е поврзана со газ и кога ќе се пушти газ од одгоре низ дупчињата и кога ќе го запалиме, тој ќе гори. Така веќе сега може да видат и самите гледачи за што се стануваше збор. Да. Доколку до мембраната ставиме некој звучник или некое радио, тогаш како се менува фреквенцијата, така се менува и формата на пламенот горе каде што е запалено низ дупчињата. Сепак ова ми беше многу големо искуство. Добив меѓународна диплома и исто така се запознав со многу пријатели за многу кратко време. Ти беше ли потребно повеќе време за да се подготвиш за сето ова? Околу една недела сега со помош на мојата професорка. Професорке, која беше вашата цел за оваа меѓународна конференција? Мојата цел за оваа меѓународна конференција е тоа што јас би се стекнала пред се со многу големо искуство. Значи, првично, кога беше објавен огласот за да отидеме на таа меѓународна конференција, 4-ти пат се во истото место се одржува во Алексинац, во Србија. Тоа е едно мало градче, многу мало, али многу топло и многу гостопримливо. Првите 3 години беше само за наставници, значи од тој карактер, каде што доаѓаат професори од Словенија, Србија, Хрватска, Бугарија и Македонија, Босна и Херцеговина, професори од факултети, професори од средни школи, каде што се стекнуваме ние со големо искуство, тоа што ние се уште не го знаеме, а сакаме да го научиме. Првите 3 години беше само од наставнички карактер, каде што наставниците беа присутни на таа меѓународна конференција. За прв пат оваа година имаше пуштано оглас каде што можеше да учествуваат и ученици со свој експериментален дел. Тоа нас многу не привлече, бидејќи учениците го сакаат тој дел, експерименталниот дел, колку што можеме ние да им го дозволиме. Моите ученици доста беа заинтересирани за да можеме да испратиме. Вкупно на меѓународно ниво беа 36 експерименти, од кои 36 експерименти само 10 експерименти беа прифатени од нивна страна. Пак ќе повторам на меѓународно ниво, значи да се судриш со Словенија, со Хрватска, со Босна и Херцеговина, со тоа образование и нашето образование, да видиме на кое ниво сме. Да. Сепак, кога отидовме таму, 10 или 9, мислам 9 експерименти дека беа, од 36 влеговме во првите 9, каде што ги изведовме, тоа беше преубаво да се види, мислам дека има и слики, да можат да го видат и нашите гледачи, каква беше се таму атмосферата. Беше преубаво да се види професорите од факултет, како ги стимулираат нашите ученици, како ги прашуваат, како да дојдат до нивната цел на нивното истражување. Зошто била баш на нашиот експеримент беше Рубенсовата цевка. Зошто е тоа? Што се ствара во таа Рубенсова цевка? Зошто со промена на фреквенцијата, со промена на звукот, доаѓа до промена на тие стојни бранови што ги видеа и гледачите на самото видео. Што е тоа што ги променува? Тие се стојни бранови кои што веќе се изучуваат во 3-та година во гимназија, во гимназиското образование, кои што се створени од јазли и мевови и кои што функционираат максимално осцилирање, минимално осцилирање. Тоа нашите ученици го истражуваа, го видоа и професорите беа презадоволни од самиот експеримент. Исто така, задоволност имаше и од другите експерименти, освоивме солидни резултати, не надевајки се со таа голема конкуренција, сепак освоивме добри и сме презадоволни. Тоа беше од страна за учениците. Моја страна и мој мотив за да отидам таму, пред се беше моето надоградување како наставник, како професор во моето образование. Сакав да се надоградам, она што не сум го знаела да го научам. Оваа 4-та меѓународна конференција, тема и цел единствена беше користење на ИКТ во наставата. Оно што сега кај нас е доста актуелно, да ги воведеме, да ја воведеме информатиката, компјутерската технологија во наставата. Секоја земја имаше свое објаснување, секоја земја даде свое истражување како и на кој начин
ја воведува таа компјутерска технологија, како на децата подобро да им го долови материјалот што треба да се обработи за време на 1 час. Како тоа ќе биде подостапно, кој тој експериментален дел децата ќе ги допре. Оти сепак мислам дека да застанеме 45 минути пред табла и да зборуваме многу е негативно за децата. 10 минути би те слушале, а следните 35 не. Да, секогаш е подобро кога има и практична настава. Ете така, секогаш таа практична настава повеќе ги привлекува, тоа што и моите ученици дојдоа до 4-та година, еве, со овие надпревари, значи повеќе. Сега колку ни овозможуваат нас средствата, условите, за да можеме сето тоа. Но пред се таа меѓународна конференција тоа не поттикна за да можеме да дојдеме до некој заклучок. Што треба да воведеме, што не, што треба да прифатиме, а што не. Сепак имаше добри работи во промена на образованието, во промена на реформираноста во Хрватска, каде што стварно се сретнавме со доста работи што би сакале и се надевам дека во иднина би сакале и ние да ги воведеме во нашето образование. Затоа сметате дека и на тој начин полесно ќе може да ги изучуваат овие природните науки, например на учениците кои што им е потешко да ги совладаат природните науки? Не сметам туку, верувам, верувајте, дека со вакви обуки за наставниот кадар, за професорите, тоа е чекор плюс за самите учени, за самиот наставник да може тоа да им го предаде на учениците, да може да им ја долови природната наука, поготово физиката. Стварно е многу тешка за изучување. Самите ученици се сретнуваат 8 и 9 сега веќе по новата програма, 8 и 9 оделение каде што за нив тоа е неопипливо, не добро. Они знаат што е движење, но не знаат да го применат во науката. Знаат математички да решат, но не знаат да го применат тоа во физиката. А кога наставниот кадар би бил подобро обучен, значи би посетувале ние овакви работи, тогаш веќе многу подобро би можеле да го насочиме вниманието на нашите ученици кон физиката. Барем јас како предмет доста сум го сакала, доста сум го проучувала и мислам дека со текот на моите години сакам да им го предадам на учениците моето знаење и сепак да ги поттикнам да им укажам дека математиката и физиката се многу поврзани. Дека со помош на математиката секој физички закон многу лесно би се реши, ами дека многу лесен е чекорот на решавање. Тоа е мојата идеја за да им ја внесам нив. Значи со многу лесен. Они секогаш викаат физичка задача, тешка задача. Не, тоа е многу лесна задача каде што само математички метод и да дојдеме до конечен резултат. Катерина, вие веќе сте матуранти, дали тоа значи дека можеби ќе се запишете на некој факултет каде што ќе истражувате и понатаму нанотехнологијата или пак некоја друга дисциплина од физиката? Нанотехнологија не, меѓутоа се одлучив да продолжам на природно-математичкиот факултет, наставна физика, по пример на професорката. Така. Истото прашање и за Јупче, што е она што во иднина ќе се занимаваш и дали можеби еве ти ќе се занимаваш со нанотехнологија, наноматеријали или пак некоја друга дисциплина? За наноматеријалите, иако ја добивме стипендијата нели за да студираме на Технолошко-металуршкиот факултет, сметам дека се уште барем кај нас во Македонија нема доволно услови, иако да го завршиме нели факултетот, да го имаме звањето како дипломиран нанотехнолог, сметам дека се уште нема доволно услови за работа, за да стекнеме некој работно место, освен нели на самиот факултет, бидејќи нема доволно инвестирано и услови и лаборатории кои што се потребни за истражување во овој дел од физиката, но сепак се одлучив и јас да студирам на природно-математичкиот факултет и таа група физика, но јас се одлучив да студирам на насоката форензичка физика, како таква доста ме привлече. Форензиката е доста интересна наука, нели не е нешто што се повторува, што е секојдневно исто, туку секогаш се нешто ново. Се одлучив така форензичка физика бидејќи ме интересира физиката како првенствено, сакав да продолжам на физика, но кога го видов и овој смер, нели, плюс ме заинтересира. Зошто форензика? Па форензика бидејќи секогаш е се различно, не седиш на едно место во канцеларија, на пример, и 8 часа денес во денот да работиш на едно исто работно место, излегуваш на терен, прибираш податоци, мораш да размислуваш што би се случило, кога се случило и ред други работи. Се надевам дека професорката е веќе горда што вие ќе одите по низините стапки. Ние се надеваме. Прегорда сум, задоволна сум, се мои ученици од прва година, каде што сум се трудела да ги насочам, да ја засакаат физиката, не само нив.
зборувам за сите мои ученици, сум се трудела да ја засакаат, сум се трудела да ги најдат лесните работи и лесно да ги совладаат и тешките работи, каде што во текот на изучувањето на физиката верувам дека секој ученик, секој средношколец би се сретнал. Ако ќе дојде на факултет, верувам дека на секој технички факултет ја има физиката. На кои да се запишат, физиката има како некоја основа за да можат како одскочна даска да продолжат понатаму. Јас сум презадоволна од моите ученици, сакам да продолжат понатаму, сакам да ги афирмираат и другите нивни соученици, нивни пријатели, пак кога би завршиле они, пак може и нивни ученици да ги мотивираат за да докажа можеме. дека сепак физиката и другите природни науки не изгледаат толку тешки, така. Не се тешки, се интересни, само треба да сакаш да го научиш тоа. Моето мото е секогаш и стално им го кажувам на моите ученици, треба да сакате, треба да се потрудите, а не е тешко ништо за совладување. Така кога се сака се може. Да. А како професор, што би им препорачале на учениците и на професорите? Дали треба да се врши поголема афирмација на физиката и на нејзините области на истражување? Како професор сакам, се трудам јас и верувам дека и моите колеги се трудат и сакаат да им ја доловат физиката и природните науки на учениците. Ви кажав и на почетокот на разговорот, јас годинава ја имав таа можност и со најмали и со најголеми да работам, гледам дека колку се помали децата, толку им е се поинтересно. Повеќе сакаат да ги доловат тие работи од природните науки. Се интересираат, истражуваат и прашуваат. Верувам дека чекор напред, кога би дошле едно оделение погоре, едно друго оделение погоре, верувам дека нивниот интерес би се зголем. Пред се највеќе зависи од нас, возрастните, и во секое семејство е така. Јас ако сум професор ги чувствувам моите деца како едно семејство. Јас како професор, они како мои ученици, каде што треба да ги насочам да ја засакаат физиката, верувам на секој мој колега, исто се ставам тука и јас, тоа не е единственото мото да ги насочиме учениците да ја сакаат, а верувам оние што се по наклонети кон математика, кон физика, кон таа област. Ние во гимназија таа област ја нарекуваме природно-математичко подрачје. И на природно-математички факултет исто е тоа, на електрофакултет, на финки, тоа се факултети каде што овие области, овие прашања секогаш би им биле чекор напред на самите ученици, па на самите студенти. Јас ви благодарам многу на денешното гостување. Навистина разговаравме на доста интересна тема. Станува збор за истражувањето и секако за иднината на младите, бидејќи иднината сепак останува на младите и на технологијата. Ви благодарам многу за вашата покана. Задоволни сме што не поканивте и задоволни сме што пред се успеавме во овој мал дел да им доловиме на нашите гледачи, на идните средношколци што сакаат да се запишат, дека ова е добра предност за нив, за понатаму, еве вака како наши средношколци, сега веќе идни студенти, да им бидат пример за понатаму. Ви благодарам уште еднаш.